ова издание. Председателот Бајден најави САД ќе продолжат да ја поддржуваат афганистанската војска да обезбедуваат хуманитарна помош и заштита на правата на жените, но инсистира афганистанското лидерство мора да се обедини. Бизнис во Северна Македонија. Стартап советници апелираат. Ресурсите за нови бизнеси стојат неискористени. Зошто? Сторија на Гласот на Америка. Жолтиот локвен во опасност од целосно исчезнување од Охридското езеро. Причина човечкиот фактор. Има ли спас? Ке ви кажеме. Останете со нас. Добро вечер од Вашингтон. Го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Боаджиевски. САД ќе ги повлечат сите војници од Афганистан до крајот на август, ставајќи крај на повеќе од дводеценискиот ангажман во регионот. Дописничката на Гласот на Америка од Белата куќа Пеци Видакусвара има повеќе детали на оваа тема. Афганистанските сили возвратија во главниот град на провинцијата Бадгис, откако Талибан го нападна градот. Најсилен удар по најавата на САД за повлекување на војниците. Илјадници американски трупи и работници ја напуштија воздушната база Баграм, ефективно ставајќи крај на војните операции на САД, кои почна во 2001 година. Председателот Џо Бајден го оправда повлекувањето. По 20 години трилиони долари потрошени за обука и опрема на стотици илјади безбедносни одбранбени сили на Афганистан, 2488 убиени американци, над 20.000 повредени илјадници други кои се враќаат со невидена траума и ментални проблеми, нема да испратам уште една генерација американци во војната во Афганистан без разумни очекувања да се постигне поинаков резултат. Американските официјални лица велат дека повлекувањето ќе заврши до крајот на август. Ова нешто Бајден го нареди во април, заклучувајќи дека САД успеале во намалување на заканата од Ал-Каида, која ги нападна САД на 11 септември 2001 година. Но со зголемените напади на Талибан во клучните градови, многумина се загрижени дека афганистанската влада ќе падне. Не мислам дека војската на Афганистан е толку лоша како што некои сакаат да ја представат, но во исто време не сум сигурен дека има моќ да го спречи Талибан да предизвика граѓанска војна, што би било апсолутно трагично за Афганистан. Бајден рече дека САД ќе продолжат да ја поддржуваат афганистанската војска и да обезбедуваат хуманитарна помош и заштита на правата на жените, но инсистира дека афганистанското лидерство мора да се обедини. Афганистанскиот народ има право и обврска да одлучи за сопствената иднина и како сака да ја управува својата држава. Околу 600 американски трупи ќе останат да го обезбедуваат аеродромот и амбасадата на САД во Кабул. Во меѓувреме, илјадници афганистанци се обидуваат да ја напуштат државата, преполнувајќи ја канцеларијата за пасоши во Кабул, со надеж дека ќе обезбедат виза за излез пред САД да се повлечат. Македонскиот пазар да не се занемари. Многу ресурси остануваат неискористени, а полни се можностите за младите да почнат собствен бизнис. Меѓутоа, поради недоволно искуство и незнаење се прават грешки. Тоше Огњанов има повеќе на оваа тема. Никогаш не било полесно да се започне бизнис на македонскиот пазар како што е тоа денес. Така сметаат од организацијата Стартап Македонија, фокусирана на развојот на домашниот стартап екосистем. Никогаш не било полесно во Македонија да се започне бизнис, никогаш немало повеќе ресурси достапни за младите и за стартапџиите, никогаш немало поголема сплотеност и можност за поддршка и интерес, не затоа што ние сме тука, туку затоа што знаеме колку постојат ресурси неискористени. Сепак додаваат дека се уште се прават многу грешки. Креирање на решение кои што пазарот не го сака. Односно, имаме искуство со многу посебно технички основачи кои што се затвараат во своите домови, креираат решение кои што е во нивните глави идеално, но кога ќе излезе на пазарот веќе има некоја дискрепанца околу тоа што е побарувањето и не успева да се продаде решението. Нивните истражувања покажале дека дел од слабостите на домашното предприемништво е немање доволни знаења и искуство. После некое време сваќа дека не им биле ресурсите неопходни, туку знаењето како да го изградат бизнисот. Укажуваат дека за квалитетни кадри се неопходни измени и во образованието.
И оно што можеби ние би сакале да го направиме како поддршка на формалното образование е да дадеме една компонента на реално искуство од градење на стартап бизниси на млади предприемачи кои што поминале низ тој трнлив пат. Просечната возраст на основачите на македонските стартапи е 35 години. Дел од нив веќе доживеали и неуспех. Но од организацијата се категорични. Тоа не треба да обесхрабрува. Сите ресурси им се ставени, сите звезди им се наместени во насока да успеат. Па доколку не успеат, повторно е успех, заради тоа што добиле искуство кое што е непроценливо. Пробивот надвор од границите е суштинска цел. Сепак советуваат да не се занемари домашниот пазар. Македонија е земја со ниски трошоци и затоа и дури викаме дека е cost effective, не е ефтина, значи cost effective земја со која што може во брзо време со помалку ресурси да се дојде до таа валидација. Нивните анализи покажале дека бројот на домашните стартап бизниси расте. Во 2017 година биле 120, а годинава нивниот број пораснал на 300. Очекувањата се дека тој тренд ќе продолжи. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов. За крај на News Flash, пливачко растение и прочистувач на езерската вода. Вака стручната јавност гледа на жолтиот локвен, едно од најубавите растенија во Охридското езеро кое се наоѓа под зголемена опасност од изумирање. Мики Трајковски има повеќе детали. Ова е жолтиот локван, едно од најубавите растенија која обстојува во Охридското езеро. Карактеристичен е по крупните листови во форма на срце и пријатниот мирис кој го шири. Важи и за прочистувач на езерската вода. Марина Талеска од Хидробиолошкиот институт во Охрид објаснува дека станува збор за така наречено пливачко растение. Представува храна за многобројните животни кои живеат во езерото, а листовите како места за гнездење на некои водни птици. Цвете од почетокот на мај па се до месец октомври. Ризомите, односно корените, содржат хранливи состојки и некои лековити состојки и може да се користи во фармаколошката индустрија. Најраспространет бил во 60-тите и 70-тите години на минатиот век. Го имало на повеќе локации долж крај брежниот појас на езерото. За жал, жолтиот локвен е едно од водните растенија кои што се во опасност од исчезнување од Охридското езеро поради невниманието и неконтролираното негативно човеково влијание. Дел од популациите на жолтиот локвен се веќе исчезнати. Но се уште го има кај струшкото село Калишта, но и таму површината постепено се намалува. Ова деградирање на површината на локвенот се врши со покривање со шут, со бетонирање на околните површини и така натаму. Би требало да се воведат некои акти со кои што би се заштитил жолтиот локвен. Охриѓани велат дека жалат за времињата кога ово растение, кое е реткост и во светски рамки, го имало многу повеќе низ езерото. Беше лист до лист кој ќе се расцветаше тие жолти цветови. Низ него оде ваѓавме школки од него. Се донесе пред 30 на 40 години голем шут и се на потегот до Трската од патот, меѓутоа со тоа локванот се уништи. Македонското limnološko друштво од 2006 до 2008 година спроведе проект за ревитализација на ова растение. Целата површина пред во локалитетот Мазија, односно пред хотелот Millennium Palace, беше преплавена со локвен, меѓутоа во денешно време се среќаваат само неколку поединечни фрагменти од жолтиот локвен. Во светски рамки, овој вид според ранливоста е сместен на црвената листа според Меѓународната унија за зачувување на природата. Од Охрид, за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Тука е крајот на петочното издание на News Flash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од Вашингтон. За најнови информации појдете на glasnaamerika.com, следете не преку социјалните медиуми. Пријатна вечер, пријатен викенд.